Денеска сум во посета на прифатниот транзитен центар Табановци со цел да се направи увид во сите активности кои што се од надлежност на Министерството за труд и социјална политика во однос на координирање на активностите на невладиниот сектор, во однос на доставата на хуманитарната помош за бегалците, во однос на функционирањето на сите објекти кои што згрижуваат лица кои што транзитираат низ Република Македонија, особено во делот на жените и мајките со деца. Сакам да се запознам со сите завршени активности кои што беа обврска на Министерството за труд и социјална политика, да ги средиме во делот на камповите и во Табановце и во транзитниот центар Винојуг. Тоа во најголем дел од активностите беа крупните зафаќања со донесување на трајна струја во камповите и обезбедување на предуслови за загревање на објектите наменети за бегалците. Сакам да подсетам дека со тој аспект од активностите на Министерството имаше доста манипулации и шпекулации во медиумите, особено од аспект на тоа дека некој не сака да пристапи кон исполнување на обврските. Меѓутоа, и во едно интервју и во една емисија претходно кажам дека Министерството за труд и социјална политика и овој министер договорот со ЕВН во делот на обврските за донесување на трајна струја до прифатните транзитни центри беше подпишан 30 ноември 2015 година и сите и во најбрз можен рок беа направени сите подготовки за да може да се пристапи кон донесување на трансформатор со целокупните активности на фирмите кои што ги направија електричните премрежувања во кампот за да може да се обезбеди функционалност на камповите по однос на грејење, функционирање на сите институции кои што имаат своји активности обврски тука. Мислиме тука и на Министерството за внатрешни работи, и на Црвениот крст, меѓутоа и на невладините организации кои што во најголем дел го носат товарот на помошта на бегалците. Од тука сакам да изразам и една голема благодарност на невладиниот сектор, на сите организации кои што се вклучени во спроведување на активностите за грижа на оваа ранлива категорија на луѓе кои што транзитираат низ Република Македонија и досега покажаа дека многу совесно и хумано ја извршуваат својата задача. Во овој дел исто така сакам да напоменам дека увидени се дел од пропусти кои што се направени од страна и на државните институции по однос на помошта на невладиниот сектор во таа нивна активност и грижа за бегалците и земаме обврска сите нотирани забелешки кои што ги добивме и на писмено од невладиниот сектор во најбрз можен рок да ги отстраниме со цел на невладиниот сектор кој што го носи најголемиот товар на активностите во прифатните транзитни центри да им ги отстраниме и да им ги создадеме условите за работа. Исто така сакам да кажам дека Министерството за труд и социјална политика во моментот спроведува голем број од активностите кои што треба да ги засилат подготовките за периодот кога се очекува поголем прилив на бегалци. Предпоставувам тоа ќе биде периодот кога временските услови ќе бидат поповолни. Во таа насока ние спроведуваме неколку постапки и во делот на набавка на храна за да има доволно доколку се создадат некакви воредни ситуации, во подготовка во набавување на душеци и целокупна отпрема која што би можела да се стави на располагање доколку се создаде некаква состојба на воредни